Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани жители на Ѓорче Петров, на селото Орман. Денеска заедно со председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицовски и пратеникот Бојан Стојановски сме на локација во селото Орман, каде што вршиме увид во завршните градежни работи на новата прочистителна станица која што се изгради и која што има за цел да ги прибере фекалните води од селото Орман. Оваа пречистителна станица можам да кажам дека сум многу горд затоа што пред се македонски производ и сите компоненти на оваа пречистителна станица се македонски. Истата таа пречистителна станица е и ги задоволува најсовремените европски и светски стандарди за третман на отпадни води, работи по принципот на биолошки филтер со микроорганизми и ќе задоволи капацитет во моментов негде до 1200 еквивалент реципиенти, зборам како население во овој дел на селото. Самата изградба на пречистителната станица финансирана е со 20% од општината Ѓорче Петров, исто толку и Министерството за локална самоуправа, остатокот од парите се финансирани преку Европската Унија, преку проектот за меѓугранична соработка со општината Ново Брдо во Косово, и тоа ни даде еден дополнителен мотив, бидејќи ова е ваков прв проект во општината кој што го работиме со меѓународна поддршка преку гранична соработка, и со изградбата на оваа пречистителна станица и фекалниот колектор од 600 метри кој што го направивме, го затвараме процесот со решавање на фекалните води во селото Орман, бидејќи претходно преку програмата на ТАФ се реализираше целосно нова примарна и секундарна канализациона мрежа овдека со вкупна вредност, со вкупна должина негде околу 3600 метри. Тоа ќе значи еден голем благодет за луѓето во овој дел на Ѓорче Петров. Исто така ќе значи многу за зачувување на животната средина во овој дел, бидејќи сите тие септички јами кои што до сега постоева во овој дел ќе заминат во историјата, и практично во руралниот дел на Ѓорче Петров ова е втора пречистителна станица. Првата пред повеќе од 10 години ја отворивме во селото Ново село доле, која што служи да ги прими водите на Волково, Ново село, Кисе Јаболки, Стопански двор, и сега еве ова за овој дел од општината. Благодарам. Ако имате прашање дополнително, повелете. Сега да ја прашам, има ли нови информации околу проблемот со депонијата кој што ви се отвори? Така, Александар, во тој дел целосно превзема работата Државниот инспекторат за заштита на животна средина. Мислам дека излегува и тие со одредено соопштение дека е лоциран сторителот, и сега понатаму ќе се прават вештачења во делот на тоа колку време тоа го складирал, зошто не ги почитувал одредбите согласно интегрираната дозвола која што треба да ја последува, и сето она што го носи како последица. Ќе следиме будно ситуацијата и ќе инсистираме да максимално бидат казнети и отпадот што е можно во побрзо време да се дислоцира, се изнајде начин и локација за негова дислокација. Благодарам.